Тајното неовластено следење е шокантно кршење на човековите права и затоа нема место во една демократска држава. Експертите повикуваат на одговорност на вмешаните во скандалот со следењето на премиерот, зашто тој вчера со документи зборуваше на собраниска говорница. Според познавачите, ова ја разоткрива политичката злоупотреба на безбедносните служби и манипулација со државните институции од страна на поранешната власт. Најлошото нешто што може да се случи во една демократска држава е тајното следење, било да се тоа на електронските комуникации, на мобилната телефонија, на статичната телефонија, физичкото следење, ова што станува збор кај нас, затоа што со тоа се особено кога станува збор за следење на опозициони лидери, со тоа се покажува дека веќе во државата немаме еден демократски систем. Ова според Ѓурчевски го покажува политичкото влијание врз агенциите за безбедност, за разузнавање и оперативно-техничката агенција и нивното непрофесионално работење. Направија една целосна партизација на таа институција и незината партизација финишираше со сите овие активности и јас верувам и убеден сум дека не само премиерот Мицкоски, дека и многу други експерти и лица од политичкиот живот, лица од културниот, од стопанскиот живот беа неовластено следени во периодот после 2017. Изворот давал информации дека параполициска воена формација составена од македонски радикални екстремни државјани ќе вршат закани во предизборие за да обезбедат поддршка за ВМРО ДПМН. Го следеле на планината водно, но и во манастирот Свети Јован Бигорски, бидејќи изворот тврдел дека Мицкоски одржувал средби за нарушување на безбедноста на Македонија. Премиерот најави суштински реформи во службите и одговорност за сите инволвирани.